Под Б имаме следната формула. Алфа во овој случај Q еквивалентно на не P или не Q и не R повлекува R. Десната страна од оваа еквиваленција, или тука ще запишем десно, ќе ја означам со бета. Пак треба да провериме дали алфа е задоволива, односно треба да најдеме вредности за P, Q, R. Барем по една вредност за P, Q и R, за кој што алфа ќе биде точна. Да забележиме и еквиваленција Q еквивалентно на бета. Еквиваленцијата е точна во следните случаи. Т еквивалентно на Т е Т. Не Т еквивалентно на не Т е Т. Значи, доколку на двете страни имаме еднаков напор. Или точно, или неточно. Во овие случаи Т еквивалентно на не Т, ова е. Не Т и не Т еквивалентно на Т, ова е. Не Т. Пак ви велам, поточениот запис би бил таот Т еквивалентно на Т, Т и така. Но тоа не е толку битно, сега треба добро да го ова разберете. Таот алфа е точно ако таот Q е точно или, значи, таот Q е точно и таот бета е точно или во случај кога таот Q е неточно и таот бета е неточно. Значи, двете на оваа страна имам ист знак. Ајде да видиме зашто ќе го земам овој вториот случај. Значи, имам тука таот бета да е неточно. А за бета, во бета имаме некаква импликација. Па многу ми е полесно да ја анализирам оваа импликација кога е неточна, бидејќи тоа е возможно само во еден случај, кога една импликација е неточна. Само кога имаме Т повлекува Т. Само во овој случај е неточна. Во сите останати, како што видовме претходно, е точна. Како што објасниме, го земаме вториот случај, тука напишам. Нека таот Q е нете и таот бета е неточно. Зошто? Значи тука имам импликација. Уште еднаш. Може да тргнам со анализирање на овој случај и да не најдам вредности за P, Q и R, за кој што ова ќе биде задоволлива исказна формула. Алфа ќе биде задоволлива исказна формула. Во тој случај ќе треба да го проверам и првиот случај. Ако и во тој случај не најдам, тогаш може да кажеме дека алфа не е задоволлива. Односно, иако докажам дека не може да се најде. Значи, тргнуваме од ова тука. Од таот бета е неточно, значи штом двете се неточни, тогаш штом ова и ова се неточни, тогаш таот бета мора да биде нете. Од таот бета е нете, ајде да ми малце поинаку бета да го запишеме. Како може да го запишеме? Таот наместо бета сега ќе го ставам целиот израз, не P или не Q и не R повлекува R е нете. Тука имам импликација како што објаснав. Таму ова би било нете само доколку ова е, овде имаме Т, а R е нете, значи од ова следи таот не P, да ми фали една зареда, таот не P или не Q и не R Т и тау од R е таот R е не. Кога тргнав
Да го разгледуваме овој случај, претпоставив дека и вистинитосната вредност на Q е нете. Сега, тука ќе ги заменам вистинитосните вредности на Q и на Q и на R. Па се добива тау од НП и ако Q е нете, тоаш неку ќе биде Т и тука имам Т е точно. Ова би било исполнето доколку имаме Т и Т. Значи мора тауот НП или Т да биде точно. Ова другите загради не ми треба. Значи имаме дистрибуција со Т за било кои вредности, ако ги земам за П, јас ова секогаш ќе биде последното. Точно така да за П можам да земам било што. И да ставам Т, пак ќе добијам точно. И да ставам не Т, пак ќе добијам точно. Затоа за П можам да земам било каква вредност. Па еве, една вредност мора да запишам, значи ако тауот П, ќе земам точно еве, и тауот Q е нете, и тауот R е нете, тогаш тау од алфа е точна. Бидејќи најдов една вредност за P, Q и R, така што алфа е точно исказна формула, може да кажем дека од тоа следи алфа е задоволлива исказна формула. Повторувам, доволно е да најдеме една вредност за P, Q и R, така што алфа ќе премине во точен исказ, за да кажем дека алфа е задоволлива исказна формула.